Таско, те повикавме во бекстејдж ексклузивно да ни откриеш што се случува со тебе. Пред неколку дена избриша се од твојот Инстаграм профил и даде изјава дека повеќе не сакаш да се занимаваш со музика, да бидеш артист и така натаму. За неколку дена подоцна да ги извадиш твоите први две песни од најавениот албум Рани од злато. Многу луѓе мислат дека ова е се еден маркетиншки трик, искрено кажани. Дали беше ова стратегија или вистински емоции кои што во моментот најде? Се беше една добро смислена стратегија, знаејќи ги луѓето и познавајќи мене, мислам, тоа кој сум бил јас претходно, знаев дека ќе изреагираат на ова на некој начин, као знаев дека ќе поверуваат, мислам, не сакав да ја злоупотребам нивната доверба, меѓутоа морав ради тоа што според статистика некоја, тој рил кога го ставив стигна до 70% од луѓето што го гледаа ми беа луѓе што не ме следат. Затоа што веќе кога го извадив каверот и трак листингот за самиот албум, тоа го видоа сите луѓе кои што ме следат, и секако да ја фатам и оваа друга публика и ми текна на некоја таква финта што не очекував дека ќе стигне до толку луѓе, но сепак стигна од тие негде 100 и нешто илјади имаше и као 70% беа луѓе што не ме следат. Плански ми беше, морам да признавам и сам да се извинам на сите што ги потресов, ми стигнаа многу пораки, многу луѓе ми се јавуваа. Извинете на сите, меѓутоа се е за добробит на музиката и кариерата. Ете, со ова све што го изјави сега во моментот, дали според тебе македонците може би се хранат вака со туѓа несреќа? Дали мислиш дека баш поради тоа што кажа дека креваш раци и се откажуваш од се, баш тоа ти донесе поуспешно да кажам да тргне овој почеток на албумот? Па, мислам дека да, знаеш зашто? Ради тоа што пак ќе ти кажам. Кога го видов тој, мислам кога ја видов статистиката на тој рил, ја не го направив чисто ради тоа, ја го направив онака да видам како ќе изреагираат и чисто да им ука бука, дур ме нема тие 3-4 дена пред да ги извадам песните. Кога ја видов статистиката врз основа на тоа што сум го кажал и колку шерови имаше за разлика од каверот и од сите работи кога го најавив албумот, јас не го кажувам тоа го кажува самата статистика и народ и луѓе, затоа што имаше 700 споделувања помеѓу луѓе, 100 и нешто илјади прегледи имаше и многу малку луѓе ми исконтактираа да ме прашаат како сум, што сум и зашто го правам тоа. Ме разбираш, така да мислам дека да, се хранат од таква енергија и трачот секогаш поминува многу побрзо него ли добрата работа. Ќе го најави како албум, но сепак одлучи да ги поделиш песни по песни, мислам веројатно станува збор за тематски ги делиш, сега ќе ни откриеш. Зошто баш вторник? Како се одлучи да бидат така 2 по 2? По кој редослед одиш? Имаше, вторник се погоди 11.11, јас сакав на 11.11 да го извадам цел албум како датум, меѓутоа сватив дека ако го извадам така, дека нема да имаат луѓето простор од песна у песна да ги преслушаат, да дишат песните и да ги сварат на некој начин. И сега го одбрав 11.11 првично и се погоди да е вторник и јас си го врзав со тоа, имаше едно меме, Таско Tuesday, имаше една страна, прајаха од Таско Tuesday и секој вторник вадеа меме со мене. И многу ми беше тоа кечи момент, цел го засакав толку многу Таско Tuesday и решив да си го земам вака, си го присвојам. И го направи вторник и да, така се погоди 11 вторник и секој вторник сега у наредните 3 недели ќе искача, односно 2 остануваат, ќе искачаат по 2 песни. Што за тебе, какво значење има насловот на албумот Рани од злато? Рани од злато го извлеков како инспирација од јапонска техника на поправање на како вазни и слични работи кои што имаат некоја вредност, меѓутоа кога ќе ги скршат, техниката се вика кинцуги, кога ќе ги скршат, у принцип ги поправаат во самиот лепак ставаат злато, платина или сребро и ја поправаат и впрочем кога тој предмет е скршен, поправен со тоа има многу поголема вредност, без при тоа да ги крие оние рани кои што, да речеме, и лузни му се нанеле во процесот на кршење и направење. Така да, од таму излеков инспирацијата и требаше да биде прво лузни од злато, меѓутоа рани од злато некако беше позвучно и го крстив Рани од злато, а психологијата и темата е од кинцуги. Првите 2 песни беа со наслов Тик-так и Лото, а оваа недела извади уште нови 2 песни со наслов Круна и Рација, од кои што едната ти е во колаборација со Тракер.
Како успеавте? Како изгледаше тој процес? Дали како воопште комунициравте за да ја направите песната? Слобода за братот Тракер прво и основно да кажам, а второ, песната е постара. Пред да отиде Тракер во затвор, пред да се деси тоа што се деси. Песната е постара и ја дојдов на идеја поради тоа што долго време имавме еден заеднички проект со Тракер, кај што имавме неколку песни кои што требаше да ги издадеме, меѓутоа силом прилике што се вика, што се случи ситуацијата што се случи, не успеавме. Сега јас успеав да се дочепам некако до тој проект, натаму успеав да го најдам и го ставив на албумот, ради тоа што сакам да го има на албумот, сакам да биде дел од она што го создавам и да му пружам поддршка токму сега кога најмногу му треба, да не го заборават луѓето едноставно, зашто според мене Тракер е еден од првите луѓе кој што ми ја дал шансата за снимање песни заедно со Гордан кој што ми ги снимил првите спотови, и тоа е некако духот на Урбан Рекордс и таа прва екипа. Како ти се допаѓа, да кажам, досегашната поддршка од медиумите? Дали според тебе медиумите кај нас фаворизираат одредени имиња, а другите можеби, еве ќе кажам, ги игнорираат или пак запоставуваат? Да, јас сум еден од тие што го игнорираат константно. Например, оваа гоина не ме викнаа на Макфест, иако ги викнаа сите кои што биле победници пред тоа на Макфест. Разбираш, ај добро, Макфест ќе го оставам како фестивал, ама медиумите, например, некако гледам дека фаворизираат други луѓе константно и, например, јас така сум приметил и гледам дека многу ретко пишуваат за нас. Бекстејдж, еве ги пофалам како естраден магазин кој што никогаш не пропуштиле ништо и секој пат имало место за мене и за ред други артисти во нивната програма. Уште неколку портали кои што пишуваат, меѓутоа другите функционираат на принцип ако платиш ке клатиш и тоа е. Така да мислам дека не е убаво тоа, туку треба да се пратат вестите и да се пишува артикли за се што е у тренд, не за се што ќе ви дае пари. Не ве читат и не ве гледаат едноставно поради тоа што не ги следите трендовите. Тоа е. Еве ќе се надоврзам на ова прашање. Кој е според тебе најголемиот проблем на македонската музика? Парите, суетата, менталитетот можеби? Зошто не одиме напред како што би требало да одиме? Затоа што све рециклираме. Константно и константно се рециклира све, константно се истите тематики, сличните да речам теми, јас те сакав, ти ме остави, ти ме сакаше, ја те сакав и тоа е и цело време вртиме у круг. Не викам дека не треба да се прави тоа, окей е да се прави тоа, меѓутоа верувам дека постои многу други начини и стилови на музика кои што треба да се негуваат во нашата држава и пред се треба да прекинат луѓето да купуваат фейк прегледи на нивните песни за да си се прават звезди што не ги знаат по нивниот потесен круг. Јас сум само реален и искрен. Мислам го кажувам ова затоа што знаеме како функционираат. Да платиш ти спонзорирана реклама да иде тоа на YouTube е едно, тоа е маркетинг на некој начин и се останато, а друго е да купиш ти прегледи, а имаш 200 лајкови, јас си направил 1.000.000 прегледи. Не е малце смешно тоа. Така да мислам дека треба малце да го спуштат егото, суетата и со тие пари да си поработат на нивната кариера и имидж. Ти благодарам на овој искрен муавет и за сите ексклузиви кои што ми ги даде вечерва и ние сме секогаш тука за тебе да те поддржиме. Мора ти кажам дека секако се гледаме сигурно повторно за многу брзо. Фала ви што секогаш одвојувате време за сите новости, сите ексклузивни работи и се гледаме у наредна прилика.